издание на Newsflash ке гледате. Джинпинг на средба со Путин за прв пат од почетокот на пандемијата. Кина и Русија подготвени на продлабочување на соработката. И додека Русија го запира гасот за Германија, во Европа се градат нови терминали на течен газ. Но дали има време за тоа? Интервју со селекторот на женската фудбалска репрезентација на САД, која воедно е и двократен светски шампион. Селекторот е македонец. Останете со нас, ке дознаете повеќе, почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, јас сум Јованчо Наумовски. Кинескиот претседател ќе ја напушти Кина за прв пат по повеќе од 2 години по пандемијата и ќе отпатува во Централна Азија, каде што ќе се сретне со рускиот претседател на само еден месец пред да го зацементира своето место како најмоќниот кинески лидер. Неговото прво патување во странство од почетокот на пандемијата покажува дека е уверен и во неговата контрола на власта додека се движи кон трет мандат на функцијата и во неговата улога како светски лидер на Кина. Джинпинг во среда треба да престојува во државна посета на Казахстан. Кинескиот претседател потоа ќе се сретне со Путин на самитот на Шангајската организација за соработка во античкиот град Самарканд. Кина го потврди патувањето во понеделникот. Помошникот на Путин за надворешна политика, Јури Ушаков, им изјави на новинарите минатата недела дека рускиот претседател ќе се сретне со Джинпинг на самитот, но Кремљ одби да даде детали за нивните разговори. Состанокот ќе му даде можност на Джинпинг да го нагласи своето влијание, додека Путин може да ја демонстрира наклонетоста на Русија кон Азија и двајцата лидери може да го покажат своето противење на САД, исто како што Западот се обидува да ја казни Русија за војната во Украина. Иако постојат историски противречности во партнерството, нема знаци дека Джинпинг е подготвен да се откажи од поддршката за Путин во најсериозната конфронтација на Русија со Западот одекот на студената војна. Кога веќе зборуваме за Русија, Русија го затвори гасоводот до Германија, а Европа и САД го обвинија рускиот претседател Владимир Путин дека покрај енергетската криза со овој потек расте и загриженоста за животната средина поради необјаснетото согорување на руски газ во близина на Арктикот. Еве ги деталите. Блиску до финската граница Русија согорува огромни количини газ. Иако палењето е вообичаено во индустријата, Русија веќе 2 месеци уништува газ во вредност од околу $10 милиони секој ден, додека Европа страда од недостиг. Експертите тоа го опишуваат како еколошка катастрофа. Поради војната во Украина има многу малку информации за тоа што всушност се случува таму. Можеме само да шпекулираме дека во моментов има некои технички потешкоти. Локацијата Портавеа во Русија е местото на станицата за гасоводот Северен тек-1 што минува под Балтичкото море до Германија. Руската државна компанија Газпром не го коментираше инцидентот. Во последните недели Русија го намали протокот преку Северен тек-1 на само 20% од капацитетот. Минатата недела беше целосно исклучен веќе 3 дена. Русија вели дека на турбините им е потребно одржување. Европа го оспорува ова и го обвинува Кремљ дека го користи гасот како оружје. Мислам дека тоа е еден вид игра. Нашиот проблем во моментов е што не сме во позиција адекватно да одговориме на оваа игра. Цените на европскиот газ се искачени околу 10 пати повеќе од просечната цена во изминатата деценија. Германија прогласи криза во јуни и повика да се штеди повеќе. Потрошувачката е намалена за околу 20%. Во остар говор, францускиот претседател Емануел Макрон предупреди на крајот на изобилството. Нашата слобода, системот на слобода во кој сме навикнати да живееме, има цена. Русија минатата година ја снабдуваше Европската унија со 40% од својот газ. И додека Кремљ ги затвора чешмите, Европа се бори да најде алтернативни извори. Увозот на течен природен газ, вклучително и од САД, помогна да се пополнат местата за складирање газ до 80% капацитет. Тоа малку ја смири ситуацијата. Складирањето само по себе не е доволно за зимата. Со одсечени цевководи и она што треба да го очекуваме од Русија, дека ќе ги прекине сите цевководи, дури и од целиот течен природен газ што го имаме, ќе биде доволно за 2,5 месеци во грејната сезона. После тоа, Европа ќе биде заглавена. Европа се обидува да се одвикне од гасот на Путин, но аналитичарите велат дека за тоа ќе бидат потребни најмалку 2 години.
Во меѓувреме тој има моќ и ќе искористи се што може пред целосно да го загуби бизнисот. Зависноста на Европа од рускиот газ преку газоводот е многу поголема отколку да речеме важноста на тие пари за Путин, бидејќи тој заработува многу повеќе пари од нафтата. Низ Европа во изградба се нови терминали за течен природен газ. Повторно се палат старите нуклеарни и централите на јаглен. Има големи инвестиции во обновлива енергија, но краткорочно можеби нема да биде доволно. И поради тоа, владите предупредуваат на тешка зима што предстои. А македонецот Владко Андоновски како селектор на женската фудбалска репрезентација на САД, која е двократен светски шампион, вели дека освојувањето на првото место и натаму е императив за едно од најсилните фудбалски сили во светот. Со селекторот Андоновски разговараше Јане Бојаджиевски. 45-годишниот харизматичен скопјанец Владко Андоновски, кој повеќе од 20 години живее во Канзас, е начело со женската фудбалска репрезентација на САД. Не ги сокрива големите очекувања за Мундијалот идната година во Нов Зеланд и Австралија. Очекувањата за нашата репрезентација нормално е да се биде прво место, но тоа не затоа што тоа се очекување на домашната јавност, тоа се очекување на овој тим, моите лични очекувања. Запрашан како одговара на критиките од спортските новинари во САД дека се уште го формира столбот на репрезентацијата и стандардните 11 фудбалерки, Андоновски одговара дека што се ближи светското првенство и стартните 11 ќе бидат малце подефинирани и ќе одиме со малце постандардна постава од една во друга утакмица. Доминира американките. Тој ја издвои Алекс Морган, за која вели дека е мотиватор плюс, не само на теренот. Она е една жива легенда во женскиот фудбал генерално, а посебно женскиот фудбал во Америка. Има освоено се што може некој еден играч да освои од светски првенства, олимпијади. Правејќи споредба со развојот на женскиот фудбал во Македонија, вели дека и таму има квалитет, но културата и менталитетот е поинаква и подоцна е почнат овој спорт да се развива отколку во Америка, но резултатот ќе уследи. Ме радува фактот дека многу се инвестира во последно време, дека се инвестира во женскиот фудбал, се инвестира во женските репрезентации и се надевам дека многу брзо ќе видиме и успех. Репрезентации во светот на фудбалот, туку напротив, ужива во предизвикот. Морам да кажам дека досега не сум осетил било какви негодувања од било која страна, затоа што пристапот мора да биде професионален, квалитетот се цени и доколку извршувам задачата како што треба, не верувам дека било кога ќе имам некакви несогласувања или негодувања. Вели дека фаворит му се САД, при што за гласот на Америка најави дека ќе биде дел и од стручниот штаб на машката репрезентација за Мундијалот во Катар. Иако македонската репрезентација не се пласираше на светското првенство, Андоновски смета дека се работи за одлична генерација фудбалери чие време допрва доаѓа. За сега, вели Владко, единствениот фокус му е репрезентацијата на САД. Но не исклучува ниту враќање во клубскиот фудбал. Ви посакувам успех на Мундијалот. Благодарам многу. Целото интервју со Андоновски може да го погледнете на нашата веб страна, а со ова информација го завршуваме денешното издание на Newsflash. Јас сум Јован Чономовски од студиото во Вашингтон. Имајте убав остаток од денот. Пријатно.